Добро вечер, почитувани гледачи, го следите централното издание на Дневникот. А ова се настаните кои го одбележаа денешниот ден. Обвинителството потврди 10.000 незаконски прислушкувани разговори пронајдени се во компјутерите на осомничените. 3 проекти за енергетска ефикасност во општина Лозово. Црвениот крст одбележа 70 години постоење. Обвинителството потврди 10.000 незаконски прислушкувани разговори се пронајдени во компјутерите на осомничените. Кајадан на терен ги прашуваше граѓаните што тие мислат за аферата со личните карти и незаконски прислушкуваните телефонски разговори. Се размоткува клопчето од мега скандалот фабрика за афери. Денеска јавното обвинителство потврди 10.000 незаконски прислушкувани разговори пронајдени се во компјутерите на осомничените. Заменик јавниот обвинител од основното јавно обвинителство Јован Цветановски во изјава за медиумите рече дека пронајдените телефонски разговори ќе бидат вештачени во обемна истрага која најверојатно ќе се спроведува во наредните 2 месеци. При извршени претреси на станови на осумниченото лице З.Б. и други лица пронајдени се голем број на образци за патни исправи, возачки дозволи, лични карти и други документи за подготовка на невистината документација. Исто така, пронајдени се машини и опрема, и тоа преси, секачи и компјутерска опрема за изготвување на фалсификувана документација. Првично сознание на обвинителството укажува дека постојат основни сомненија дека порано споменатите патни исправи, лични карти, машини и опрема се одвесуваат со оние пронајдени при претресот. Кајадан на терен ги прашуваше Велешани што тие мислат за аферата со личните карти и незаконски прислушкуваните телефонски разговори. За Македонија многу се заинтересирани западните европски држави да дојде се во ред и во колосек да си дојде државата, да нема криминал, да нема такви работи, изборите да бидат чисти како стакло. Еден добар шакиста, викам, знаеш како игра партија? Тоа треба. Човек добар да изигра партија, еден потез, да ја добие партијата, да ја извади држава. Тоа е исто сега. Мора да има нешто. Дека, некој маловрезација има, нешто. Ја мислам дека СДС ги прави. Не сум сигурен, а мислам дека така како има на вестите. Испаде нешто од тоа, а нема да остане така. Порталот Прес 24 вчера објави дека во компјутерот на првоосомничениот Захир Бекири биле пронајдени 70.000 незаконски прислушкувани материјали од македонски политичари, сместени во фолдер именуван како СДСМ Заев. Лидерот на СДСМ, гостувајќи во емисијата Топ тема на ТВ Телма, призна дека лицето Захир Бекири е член на СДСМ и дека тој се сретнал со него. Председателот на владата на Република Македонија Никола Груевски за случајот фабрика за афери испрати писмено соопштение до јавноста. Додека ние мислиме на отварање нови работни места, на куќи за младите, на градење фабрики, патишта, нови болници, факултети, додека мислиме како да реализираме проекти од интерес за народот, некој мислел на фалсификати, деструкција, сценарија, местенки, лажни конструкции и гнасни потези. Тоа не е политика. Ова веќе не е политика. Нашиот народ не го заслужил ова. Некој се обидува да ја киднапира државата и да ја држи во заложништво и нашето трпение се ближи кон крајот. Ако допред некој ден мислевме дека опозицијата го допрела дното, сега е дефинитивно дека го пробија и дното. Ова мора да се истражи до крај. И сите виновници да одговараат пред законот. Мора да се истражат сите поврзаности на овој случај со други големи случаи. Мора да се истражат безбедносните аспекти на овој случај со други случаи.
Мора да се истражи и објави како конструирани снимки и фалсификати произведени во фабриката за афери завршиле во соседни земји. Кој тоа правел трговија со овие работи? Тоа не само што има и други класификации, туку е и класично антидржавно однесување против Република Македонија и незините граѓани. И ова не може да се оправда со невешти изјави и интервјуа на лица од опозицијата кои служат само за прикажување на лажна самодоверба. Ова е срамно и бедно и гледам дека ни најголемите поддржувачи на опозицијата меѓу новинарската фела немаат како да ги оправдаат политичарите од опозицијата. Ова има две цели. Прво, продолжување на агонијата и деструкцијата која опозицијата ја стимулира. Тие се надеваат и само сожалуваат дека добиваат, иако за секој разумен е јасно дека катастрофално губат. И второ, одложување на изборите. Тие од избори се плашат многу. Ние направивме се што побараа од нас. Бевме дури и критикувани дека премногу попуштаме и имаше куп теории на заговор околу тоа. Македонија е заложник на лудилото на некои луѓе од опозицијата, кои загушени во сопствената криминогеност и под притисок на сопствениот неуспех прават постапки кои се очени, напиша во соопштението премиерот Никола Груевски. Аферата за личните карти и незаконски прислушкуваните телефонски разговори беше една од темите на која пратеникот Илија Димовски говореше во емисијата Круг на Радио Слободна Македонија. Од друга страна, тоа што го прочитавме во медиумите, вели дека овие лица и претходно биле судени и обвинувани за вакви криминали уште пред 20 години. Тоа е период во времето на, мислам дека 2004. Така некако. Имаше, мислам дека во тогаш Вест имаш детални информациите, но излегува по порталите. Така да имаме ситуација во која што не е спорно дека председателот на СДСМ и генералниот секретар на СДСМ, кој што е министар за внатрешни работи, биле во интензивна комуникација со лица кои што имаат тешко криминално досие и кај кои што еве тоа условно да кажеме дека не е проблем. Или комуницираат со сите. Но кај овие лица се пронајдени материјали и се пронајдени докази кои што даваат индикација дека токму од нив се правени и создавани некои од најзначајните политички афери во последната година дена. Пасошите пред избори, тоа беше малце од поодамна, и личните карти пред овие избори, со кои што требаше да биде докажано дека ВМРО ДПМН фалсификува избори. За подсетување дека она што беше исто во истрагата, ниту една од оние 105 лични карти кои што беа предадени не била употребена во... Значи требало да се создаде впечаток во јавноста. Како се направило тоа? Се пласирале тие лични карти кај медиум кој што е во целосна координација со работата со Социјалдемократскиот сојуз. Голем интерес за владиниот проект Купи куќа за млади. Во рамките на Министерството за финансии отворена канцеларија во која сите заинтересирани млади по 35 годишна возраст ќе може да ги побараат потребните информации во врска со овој проект. До сопствен дом преку финансиска поддршка од владата, многу ми не сакаат да бидат први кои ќе искористат оваа можност. Владата неодамна го промовираше проектот Купи куќа за млади, а денеска во Министерството за финансии профункционира и канцеларија во која вработени ќе објаснуваат што се е потребно да содржи апликацијата на млади до 35 години кои немаат сопствен дом. Денес во Министерството за финансии е отворена посебна канцеларија за граѓаните, во која што вработени во Министерството за финансии на заинтересираните лица ќе им ги објаснуваат условите на проектот Купи куќа за млади. Со оглед на тоа дека секој случај е различен, некаде недостасуваат пари за учеството, некаде недостасуваат пари за плаќање на ратата, некаде има комплицирана ситуација во семејството од аспект на наследство или прашања дали може да се надградува или доградува куќа и слично. За сите такви прашања и сите други прашања што граѓаните ги имаат околу постапката за полесно да користат средства од проектот Купи куќа за млади, Министерството за финансии, значи, на едно место ќе им ги дава тие информации.
Владата и досега реализираше проекти преку кои млади брачни парови полесно доаѓаат до сопствен дом. Неодамна, за да се олесни изградбата на куќи преку Министерството за транспорт и врски, понудени беа 4 вида на бесплатни планови за изградба на семени домови. По примерот на проектот Купи куќа, купи стан, и за овој проект Министерството за финансии ќе организира каравани низ општините во државата. Три проекти за поголема енергетска ефикасност во Лозово, замена на дограмата во Домот на културата, поставени колектори и нов систем за парно грејење во училиштето. Средствата за реализација на овие проекти општината ги обезбеди со помош на Центарот за развој на Вардарскиот плански регион, а преку програмата за развој на Обединетите нации и Министерството за локална самоуправа. Во Домот на културата, градинката и училиштето во Лозово зголемена енергетската ефикасност. Замената е дограмата, поставен е сончев колектор, инсталиран е нов систем за парно грејење. За локалната самоуправа, овие три енергетско ефикасни проекти се многу значајни. Овие проекти се од големо значење, за населението, но тоа е за учениците, за градинката, за најмалите деца, во Домот за културата, кај што се офатени скоро целото население. Средствата за реализација на проектите општина Лозово ги обезбеди со помош на Центарот за развој на Вардарскиот плански регион, преку програмата за развој на Обединетите нации и Министерството за локална самоуправа. Поставивме котел со систем, радиатори и грејни тела низ ходниците и ниците на ученици. Претходно школата се загреваше на дрва, со ќумбиња. Овој проблем кој градоначалникот го истакна неколку пати на седница на совет, го разгледавме, го поддржавме и го имплементиравме. За заокружување на енергетскиот процес во основното училиште останува само што обврската да се постави нова фасада. Во текст сме со кровната конструкција, а останува уште фасадата на школата. Мислиме дека со помош на Вардарски плански региони тој проект ќе го реализираме. Во годината која изминува како дел од меѓуопштинската соработка, преку Центарот за развој на Вардарскиот плански регион, реализирани се 20 на проекти. Вардарскиот регион континуирано конкурира, аплицира, учествува во проекти од разни нивоа во државата, со тоа полека но сигурно регионот добива една своја посебна физиономија со оглед на местоположбата и значењето на самиот регион. Од Вардарскиот плански регион велат дека сега веќе подготвуваат проекти кои што треба да се реализираат во наредната година. Центарот за развој на Вардарскиот плански регион ја одржува својата 16-та седница, на која ги утврдува своите приоритети за работа во наредната година. Колешката Валентина Михајловска ги има деталите. Советот за развој на Вардарски плански регион на 16-та седница донесе одлука за усвојување на акционен план за спроведување на програмата за развој на Вардарски плански регион за 2016 година, како и одлука за усвојување на финансиски план за идната година. Како што истакна председателот на Советот на Вардарски плански регион, градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев, оваа година се спроведува низа проекти, а со исто темпо ќе се продолжи и следната година. Меѓутоа, само во кратки црти дека ние имаме сработено повеќе од 20 големи проекти, значи не зборуваме за меки мерки во целиот Вардарски регион, додека зидната година веќе планираме да имаме 25 проекти што ќе ги понудиме на општините во Вардарскиот плански регион, секако во соработка со UNDP, Министерството за локална самоуправа и помеѓу општините. На седницата се изврши презентација за замена на постојните депонии со фабрика за процесирање на комунален отпад и производство на гориво за загревање на јавните простории. Накратко тие нудат да сите оние трошоци кои што ние како Вардарски плански регион ги имаме за затоплување на сите институции кои што се во надлежност на сите локални самоуправи, да во иднина бидат еден буџет од кој што ќе се плаќа нивната инвестиција. А нивната инвестиција се состои во тоа да на територијата на целиот Вардарски плански регион се направи една фабрика кој што ќе го прибира целиот отпад, од кој што ќе се произведува соодветно гориво. Представници на Министерството за животна средина и просторно планирање информираа на тема воспоставување на интегрирано регионално управување со отпадот со Скопски, Вардарски, Пелагониски и Југозападен плански регион.
Општинската организација на Црвениот крст одбележа 70 години од своето постоење. По тој повод денеска тие доделија благодарници на сите оние кои во изминатиот период придонеле во развојот на хуманитарната организација. Се одбележаа 70 години постоење на Општинскиот Црвен крст. Оваа хуманитарна организација е активно вклучена во сите сфери на живење во градот и помага во низа природни катастрофи и воени конфликти. Во сите изминати 70 години, Црвениот крст во исполнувањето на својата мисија беше активно вклучен во обезбедување на поддршка на граѓаните во премрежијата низ кои минеше нашата држава, заедно со жителите во неја. Учествуваше во згрижување на бегалците од Егејскиот дел на Македонија во периодот 1946-48 година. Пружаше помош во поплавите кои ја запаќаат Македонија во 1962 година. Учествуваше во санирањето на штетите и извлекување на повредените во катастрофалниот земјотрес во Скопје 1963 година. Општинската организација на Црвениот крст ги социализира лицата со посебни потреби, ги спроведува проектите за нега на стари лица, ја обезбедува вардарската регата и помага во зимски услови. Но мора да се истакне и фактот дека велешките крводарители се меѓу првите 5 општини во државата според бројот на собрани крвни единици. Да се дарува крв значи да се дарува живот. Тоа ми беше целта да 100 пати да дојдам. Ама ми рекоа дека може до 64 години уште да даваш. Ама ќе видиме зависи здравјето како е. А убаво е тоа и чисто и хумано е. Ем за здравјето и за хумано што повеќе не премалуѓува. Денеска Општинската организација додели и благодарници за сите кои во изминатиот период придонеле во развојот на хуманитарната организација. Инаку Македонскиот Црвен крст заедно со организацијата од Грузија се единствените две национални друштва кои го поминаа процесот на сертификација во рамки на меѓународната федерација. Новогодишна работилница во Основното општинско училиште Свети Кирил и Методи. Креативноста на учениците од година во година се поголема кога станува збор за новогодишните креации. Сите ги красат новогодишните елки со лампиони на Основното училиште Кирил и Методи од Велес. Оваа година на иновативен начин е украсија новогодишната елка, поставувајќи книги. Секоја година децата се покреативни кога станува збор за новогодишните креации. Доказа тоа и последната новогодишна работилница, каде учениците изработија новогодишни честитки и украси. Работилница имаме заедно со градинката Димче Мирчев. Прават во нашата игротека различни видови на честитки, украси, ќе бидат тие дел од нашата игротека, ќе стојат да ни ја красат игротеката, а посебно исто така има и графичка работилница со помош на наставникот по ликовно образование и група на наши поголеми ученици, кои што ги изработуваат еден вид на прекрасни честитки што ќе може да ги подаруваме за новогодишните празници на нашите сограѓани, нашите пријатели, нашите соработници. Некој со песна, некој со игра, но сите заедно новогодишно се забавуваа и посакаа новата година да им биде среќна и успешна како и претходната. Заплената дрога вредна 27.000 евра. Маглата го отежна авиосообраќајот на Скопскиот аеродром. Вести од Македонија. Обид за шверц на околу 4,5 килограми марихуана е спречен во текот на вчерашниот ден од страна на царинските служби од одделението за оперативни работи. Имено во автомобил марка Ауди 6 караван со албански регистарски ознаки, кој бил управуван од страна на албански државјанин при извршена царинска контрола, биле пронајдени 3 пакувања наполнети со зелена тревкаста материја, за која по извршената проверка е утврдено дека станува збор за марихуана. Пакувањата биле сместени во специјално направен бункер во дел од автомобилот. Од спроведените истражни мерки утврдено е дека дрогата била натоварена во Албанија, а пријавениот ја транспортирал истата до западноевропските пазари за одреден паричен надомест. Оваа количина на дрога на наркопазарот на големо би достигнала вредност и до 27.000 евра. Кривична пријава против пријавениот ќе биде поднесена до надлежното јавно обвинителство. Отежнат сообраќајот поради појава на магла.
Видливоста кај Петровец, Маđари, Кочани, Неготино и Македонски Брод е од 100 до 150 метри, а од 30 до 50 метри на патиштата кај Тетово, Велес, Кула и Штип. Маглата го отежни авиосообраќајот на Скопскиот аеродром. Дел од летовите се откажани, дел пренасочени кон аеродромите во Охрид и Софија. Од утрово не се реализирани летовите кон Виена и Истанбул. Од Охрид е пренасочен летот за Ајндховен и Лубек, а реализирани се полетувањата кон Загреб и Гетеборг. Од ноќеска не е реализирано слетување на Скопскиот аеродром. Пренасочени кон Софискиот аеродром се летовите од Виена, а кон Охрид летовите од Малме и Барселона. Лет е откажан исто така и од Истанбул. Десет мигранти се удавија откако нивниот чамец потонал во близина на грчки остров. Европската унија е загрижена поради влошената состојба на безбедноста во југоисточна Турција. Ова е свето денеска. Источно од островот Фармаскони, во близина на турскиот брег, 5 деца, 1 жена и 4 мажи се удавија откако нивниот чамец потонал крај брегот на малиот грчки остров, соопшти представник на грчката крајбрежна стража, а пренесоа британските медиуми. Други 13 лица, 11 мажи и 2 жени биле спасени, а според изјави на очевидци, двајца се уште се водат како исчезнати, изјавија представници на грчката крајбрежна стража. Тие додаваат дека операцијата на спасување и потрага по мигрантите била помогната од хеликоптер, патролен брод и приватни пловни објекти. 6-метарскиот моторен чамец потонал под непознати околности, за британските медиуми изјавил еден од представниците. Мигрантите биле во водата кога биле забележани од спасувачкиот чамец. Европската унија е загрижена поради влошена состојба на безбедноста во југоисточна Турција, јави германската новинска агенција ДПА. Во тој дел од земјата, турската армија спроведува офанзива против забранетата курдска работничка партија. Портпаролот на високиот представник за заедничка надворешна и безбедносна политика и подпредседател на Европската комисија Федерика Могерини изјави синоќа во Брисел дека одговорните политички фактори треба да повикаат на итно примирие и да продолжат со мировниот процес. Од градскиот ракометен клуб Борец вела дека се задоволни од досегашните настапи. Анте ги возврати на Македонската кошаркарска федерација. Шпанскиот гигант Реал Мадрид сериозно ја разгледува можноста за враќање на Жозе Мориньо на клупата на својот тим. Вестите од спортот во продолжение. По одиграни 14 кола и освоени 16 бода, ГРК Борец е на 6-то место на табелата. Првично зацртаната цел опстанок или обезбедување на 8-то место на табелата е реално остварлива. Ова е ставот на стручниот штаб и управата на ГРК Борец. Тие денеска реферираа пред јавноста за настапите. Многуте промени во играчкиот кадар и барањето на вистинските засилувања траело предолго, смета тренерот Васко Василев. Вели дека борбеноста, мотивираноста и упорноста се главниот квалитет на Борец. Моја цел беше да тоа го надополниме, значи квалитетот. Го надополниме со борбеност, срчаност, посветеност во работата, да го надополниме со еден момент кој што често пати му кажам на играчите. Тоа е вербата во себе, вербата во својот соиграч, вербата во управата, вербата во клубот. На средбата која денес се одржа со ракометарите, добија потврда дека општината продолжува и понатаму да биде најголемиот спонзор во клубот. Клубот го темелиме врз основа на она што го кажавме уште на денот на формирањето на клубот, дека најголем дел од играчите ќе бидат велешани, односно наши сограѓани, и токму тоа во овој момент од сите играчи имаме само еден играч кој што не е од нашиот град. Значи, приказната Велес, град на ракометот, успешно се остварува, успешно делува и ќе продолжи да се развива.
Иако во моментов играчите се на заслужен одмор, од управата вела дека се работи да се донесат нови засилувања. Има сериозни преговори, а сите се надеваат на позитивен исход. Сме во преговори со неколку играчи, со 2 до 3 играчи. Во моментот разговорите траат, интензивни се тие разговори. Јас очекувам до почетокот на вториот дел, делот на тренажниот процес, тоа некаде, како што ми информира тренерот и стручниот, би било после Водици, после 20 јануари или почетокот на февруар, би имале 1 до 2 нови играчи во градскиот ракометен клуб Борец и тука би застанале. Од градскиот ракометен клуб Борец вела дека во иднина акцент ќе се стави на младинските школи во клубот да се претворат во база за првиот тим. Перо Антик не остана должен на игнорирањето од страна на МКФ и на Агенцијата за млади и спорт, кои не го вклучија во своите избори за најдобри спортисти за 2015 година. Иако имаше извонредна сезона во дресот на Атланта Хокс, а потоа и во турскиот гигант Фенербахче, Антик е игнориран поради фактот дека не настапи за репрезентацијата на Евробаскет 2015. Тој важи за човек што никогаш немал влакна на јазикот, па беше само прашање на време кога ќе изреагира на ваквата неправда, удирајќи во свој стил. Поранешниот капитен на репрезентацијата јасно става до знаење дека има тотален респект за Војдан Стојановски, која добива наградата за најдобар македонски кошаркар за 2015, како и за Владо Илевски, за кого има само пофални зборови. Гоце Ингилизов е нов председател на ФК Победа, менувајќи го на оваа функција Горан Хаџиристевски, информираат од прилепскиот второлигаш. Хаџиристевски се повлекува поради службени обврски, а на негово место официјално беше промовиран доктор Гоце Ингилизов, директор на Центарот за јавно здравје од Прилеп. Хаџиристевски, како што беше соопштено, станува еден од спонзорите на клубот и член на управниот одбор на клубот. ФК Победа првата прозивка за почетокот на подготовките за пролетната полусезона ќе има на 10 јануари. Голманките на женскиот ракометен клуб на Вардар, Амандин Лејно и Насуслина се најдоа во најдобрите 30 одбрани за 2015 во ЕХФ Лигата на шампионите. 3 одбрани се најдоа во овој избор, 2 на Лејно и 1 на Суслина. Шпанскиот гигант Реал Мадрид сериозно ја разгледува можноста за враќање на Жозе Мориньо на клупата на својот тим. По заминувањето од Челси, португалецот е желба на големите европски клубови, а најмногу гризе Манчестер Юнајтед. Но председателот на кралскиот клуб Флорентино Перес, според информациите на радиото Канедат Сер, е решен да го врати Мориньо на Сантиаго Бернабеу, откако и нему му стана јасно дека Рафаел Бенитес не може да ги оствари целите на клубот, ниту пак да го сочува мирот и дисциплината во собликувалната. Вториот надпревар на Коби Брајант со плюс 30 оваа сезона и пресврт на Детройт по минус 18 за победата на Мајами ја одбележа во НБА лигата. Брајант со 31 поен го израмни рекордот на сезоната во победата на Лейкерси во Денвер со 111 наспрема 107. А Колдвен Поуп на 55-та секунда до крајот ги постигна последните поени во победата на Детройт над Мајами со 93 наспрема 92. Откако пропушти надпревар поради проблемите со рамото, Брајан се врати на терен со 31 поен, 3 скока и 5 асистенции. Денвер во првото полувреме водеше со 21 поен разлика, но не успеа да ја зачува предноста без Хиксон, Галинари и Чендлер. А денеска имавме претежно сончево време и присуство на магла во котлините. Да погледнеме какви се прогнозите за наредните денови.
Ова беше последната информација за денес. Јас ви посакувам пријатна вечер.